Ете, време е за нашата втора гостинка. Вие најавивме од рано утрото позната нутриционистка за деца Елена Рајковска. Ова утро ни допатува од Битола. Добро утро, Елена. Добро утро, Сузана. Драго ми е што ме поканивте во вашата емисија. И мене ми е драго што денеска ќе имаме една многу интересна тема врзана со исхраната за деца со нарушено внимание, деца со АДХД, каде што навистина е неопходен посебен пристап и подготовка на оброци. Зошто токму кај ваквите дечиња е важна балансираната исхрана и што значи еден балансиран оброк? Ајде да почнеме од почеток. Спомнавме дечиња со АДХД, да објасниме за публиката што значи тоа. Значи, тоа е еден момент состојба каде што е нарушено вниманието на децата, фокусот. Може да биде АДХД препознаено или АДД, значи доколку едното е засегнато со изразена хиперактивност и вознемирено несување, а другото е изразено со повлекување и затварање на детенцето во себе. И затоа токму одбравме денес да зборуваме оваа тема за да ја ставиме важност индивидуализацијата на исхраната кај ваквиот профил на деца, кои што се соочуваат со вакви невроразвојни нарушувања. Да, многу е битно да биде пристапот индивидуализиран, со тоа што кога ќе гледаме состојбата на детенцето, првично треба да сватиме кои се неговите целокупната негова состојба да ја земеме во обзир. Не смееме да дозволиме да зборуваме за една генерализирана исхрана, и тоа сакам да го ставам и да го напоменам. Мораме да зборуваме за моментот колку е важно исхраната да биде персонализирана, индивидуализиран пристапот. Ќе почнеме со тоа што ќе го објасниме дека детенцето првично треба да има, да постои кај него структура на денот. Што значи структура на денот? Кога се работи за нарушено внимание и фокус, тоа детенце едноставно има потреба неговиот ден да биде добро организиран. Има потреба неговиот ден да биде според строго организирани рутини. И кога тоа детенце ќе си ги познава рутините и ќе се придржува до нив, едноставно гледаме веќе на менаџирана слика на целокупната состојба. Преку менаџирањето на неговите дневни рутини стигнуваме до моментот каде што оброците се менаџирани. Значи не само менаџирани во нивниот состав, туку и во временски кога се поставени, кога се дадени. Точно време определено. Точно, да, точно време каде што ќе се знае кога е појадок, буквално оброкот да е под сат. Бидејќи кај многу од дечињата кои што имаме вакво нарушено внимание, кои што е диагностицирано АДХД или АДД, кои што се состојби често пропратени заедно со аутистичниот спектар на нарушување. А последнава деценија ги има во многу поголем број, да. Да, тоа се тоа може да биде придружено со повеќе други состојби, да, придружени со неинтегрирани примитивни рефлекси, придружени со аутистичниот спектар на нарушување. Па и анксиозни деца имаме доста, да. Постои, може да бидат и комбинација од други состојби во една. Битна е првично кога ќе се даде структурата, буквално како што кажавме, оброкот да биде под сат. Поснатаму е многу важно да го обратиме внимание како ние тој оброк ќе го конструираме. Пред се постојат работи кои што за ваквите деца представуваат тригери. Значи во овој случај ние не зборуваме која храна е здрава. Кои се тригерите? Сега ќе ги набројам. Не зборуваме која храна е здрава, туку која храна е всушност тераписка и е погодна за нивната состојба. Не секоја храна која што за лица со типичен, деца со типичен развој се смета и може да се сервира како здрав оброк. Не, тука не едноставно нема да функционира на тој начин. Значи, ние не мораме да ги расчистиме овие работи. И тоа се веројатно и најчестите грешки кои што ги прават родителите, земајки во предвид што е најздраво, некогаш и најскапо мислиме дека е тоа што е најздраво, а не е така. И одиме со една општа здрава понуда на сите дечиња кои што имаат и малку поинакво однесување од другите. Кои се тригерите ги спомена? Пред да ги кажам тригерите, сакам да ја кажам првично важноста од конструкцијата на оброкот да е соодветно избалансиран. Значи, побитно од тоа да се одбегнат тригерите, според мене, е да се постави избалансиран оброк, односно во тој оброк да се одржи и соодветен протеин, и соодветен сложен јаглехидрат кој што бавно ќе ослободува енергијата, дополнително за ова ќе ти објаснам подоцна во однос на тригерите, да содржи
нискоферментабилен јаглехидрат кој што нема да предизвикува пикови на неговиот на шеќерот во крвта, кажано едноставно. И според мене најважно од се е гликемискиот товар на самиот оброк. Значи, ако речеме пример, самостално земено парче овошје за детенце кој има АДХД не е соодветно да се даде самостално. Ако сакаме да го понудиме овошјето, треба да го дадеме во комбинација со други намирници, кои што и така избалансирани нема да представуваат голем гликемиски товар за телото. Значи, сакам да го нагласам моментот, да ја разликуваат родителите храната, често се зборува, значи, висок гликемиски индекс да се внимава, но самиот збор висок гликемиски индекс се однесува на една намирница. Например, оризот е намирница која што има висок гликемиски индекс, но кога оризот ќе искомбинираме во определена количина заедно со парче месо, заедно со соодветен извор на масти, на растителни влакна, нискоферментабилни кои што се во случајот, тоа подоцна ќе го објаснам зошто, тогаш тој оброк е со низок гликемиски товар. Значи, пак имаме оброк намирница која што со висок гликемиски индекс, но самиот оброк по себе, комбинацијата на тие намирници одговара за детенцето, односно нивото на шеќер во крвта да се во текот на целиот ден да биде во една балансирана линија. Сега тука се надоврзувам на тригерите, моментот каде што мора да го одржуваме нивото на шеќер во крвта, како што кажав, да е балансирано. Сега доколку дозволиме денот да почне несоодветно и доколку внесиме и доза на рафиниран шеќер во било која мера, тоа е буквално како да се налева на огнот, да се става бензин на огнот, тоа е буквално така. Бидејќи дечињата кои што имаат истакната, значи хиперактивност, ние мора да работиме и да одиме во прилог на нејзино менаџирање. Секогаш кога се работи со дечиња кои што имаат нарушен невроразвој, се знае дека е потребен тим од специјализирани, значи дефектолози, логопеди, терапевти, исхраната да е менаџирана. Мултидисциплинарен пристап. На чело на тој тим стои родителот. Родителот ја води нормално целава работа. Но моментот каде што кога зборуваме за менаџирање на нивните оброци, многу е важно рафинираниот шеќер и сите рафинирани намирници кои што го имаат тој гликемиски товар што го прават за телото да се тргне, значи елиминациона исхрана. И не зборуваме тоа да е краткотрајно, бидејќи се што е рафинирано, се што представува обработена храна за нивното тело е закана. Тука спаѓаат белите пецива, спаѓаат сите можни колачиња, чоколадца, макар и да тоа се етикетирани. Само едно да е макар, да. Најчесто родителите обраќаат внимание на моментот, одбегнуваат глутен, одбегнуваат лактоза. Иако детенцето ги нема докажани тие интолеранци. И тоа е важен момент што сакам да го објаснам, дека тоа е еден погрешен пристап. Бидејќи одбегнувањето на глутенот, доколку едноставно не е потребно да се одбегнува глутенот, не е докажана алергија, не е докажана интолеранција, ниту осетливост на глутенот, значи можеме да ја сведеме и да ја го користиме и да ги искористиме сите нутритивни моменти што ги нуди таквата храна. Со тоа што ќе се одлучи родителот да ги исклучи сите брашна, бидејќи секое брашно кое што е процесирано и купечко, во него го има слободено глутенот во поголема количина. Тие моменти каде дечињата предизвикуваат товар. Кога имаме високо процесирана намирница, но доколку родителот одлучи да направи домашно брашно од семиња, комбинација, значи од житарки од семиња, не мора тоа да се безглутенски, може да се и со глутен. И кога тој од тоа парче житарка ќе го обработи за да го направи парчето леп за детенцето, тогаш глутенот не е во таа мера ослободен. Бидејќи знаеме глутенот се ослободува со самото процесирање колку повеќе се мели житарката. Друг момент на тригер представува, како што ги споменав претходно, високо ферментабилните јаглехидрати. Тоа се група на јаглехидрати кои ги имаме во сите намирници и родителите можат како табела слободно си ги најдат и да си ги прочитаат поделбите на интернет, но моментот е важен што храната ја делиме на високо ферментабилна, средно и ниско ферментабилна. Секогаш храната која што е високо ферментабилна, едноставно одложено нејзиното ферментирање во цревото. Значи, таа подолго се вари, се задржува. И тука моментот за детенцето представува товар, бидејќи
најчесто во голема мера сите состојби на АДХД се пропратени, значи често зборувам, не секогаш, со гастроентеролошки проблем. Значи често децата јавуваат дисбиоза, отсуство на пробиотици во микрофлората е намалена, настанува често момент на пропустливи црева, па така и често се подложни таквите црева да се наталожуваат. Се што ќе помине едноставно во телото, наместо да се исфрли на природен пат, имунолошката зрелост не е постигната на цревата и тогаш се задржуваат и можни вируси, и кандида, и паразити. И тука стигнува моментот да се таложат тешки метали. Затоа често стручните лица одат на моментот да се испитат тешки метали, да се испита присуство на паразити и кандида, но моментот што треба најмногу да се обрати внимание како тоа да се реши, а да се реши на соодветен начин за детенцето. Бидејќи прашање број 1 е дали се што ќе се даде од страна неговото црево, неговиот гастроинтестинален тракт е доволно имунолошки зрел и дали апсорптивната моќ на цревата е нарушена за таа храна да ја прими детенцето. Така. Тоа е еден исто главен момент што ние како нутриционисти го ставаме во предност кога размислуваме и кога одлучуваме. Затоа јас сметам дека секогаш кога и да се појде кон патешествието за да се регулира или да се менаџира на ваква состојба кај детенце со АДХД, АДД или било кои други невроразвојни нарушувања, моментот е прво да се среди исхраната, да се менаџира исхраната, да се донесе до момент да детенцето може соодветно дадениот суплемент да го прими, да го абсорбира, да се искористи, доколку е потребно, тоа го зборуваме. Колку е битна улогата на микробиомот во ваквиот начин на исхрана? Таа е една од клучните работи, бидејќи микробиомот е главната оска на телото што се води е gut immune brain axis, односно мозок, имунитет и црево. Таа е една главна оска што нас ни манифестира како ние внатрешно се чувствуваме, тоа го манифестираме надворешно и така се однесуваме. На тој начин дечињата, бидејќи на таа возраст и не знаат да комуницираат, не знаат да искажат, дека имат некаков проблем, кај нив тоа често се манифестира токму преку овие начини на истакнато нервозно однесување. Бидејќи ако детенцето ете речиме има АДХД како во случај темата што разговараме и било хрането често со ваква храна која што за него представува тригер, многу млечни производи, многу рафинирани шеќери, неизбалансирани оброци со висогликемиски товар, тогаш иди дополнително да се нарушува неговиот гастроинтестинален тракт. И тука иди моментот да секогаш родителите ќе заприметат. Моето детенце добро се развиваше, но околу втората година или така, значи најчесто тој периодот кога осеќаат промени, да кај детенцето настани по нервозно однесување, да настани намален фокус, намалено внимание. Значи сите тие работи ги заприметваат на таа возраст, токму баш заради ова имунолошка зрелост, бидејќи не е се уште постигната на гастроинтестиналниот тракт. И затоа ја секогаш скажувам дека микробиомот е од клучна важност поврзана со целата состојба, однесување и менаџирање на состојбата. Да, во пракса сигурна сум. Така, во пракса сигурна сум дека имате многу разноразни приказни и не само што работите од дома, од вашите простори, вашата канцеларија во Битола, туку работите и на далечина. Претпоставувам дека имате многу големо искуство во сето ова. Колку се родителите подготвени да направат големи и значајни промени и какви се најчестите заблуди и грешки кои што се прават по овој пат? Родителите секогаш на прво место го ставаат нормално приоритетот нивното детенце, но за да еден родител го направи она што реално е потребно, јас сметам дека треба да е доволно свесен и едуциран. Едукацијата ние самите не можеме да си ја најдеме. Значи јас сега ако сум родител на детенце со предизвици да седнам да истражувам, не можам толку добро да го направам тоа доколку некој не ме упати. Значи јас затоа го сметам моментот и се водам по тоа. За еден родител да е свесен како треба да постапува со неговото детенце, првично треба да е едуциран. Кога е едуциран и кога нештото го разбрал, тогаш го применува максимално. Тука е тој момент каде што родителите, баш и на тој принцип јас работам со нив, ги едуцирам максимално за да им објаснам конкретноста состојба на детенцето. Да се научат родителите за своето дете кој тип на храна да го дадат,
кога, во кој момент и зошто, едноставно да научи да го читаат телото и сигналите кои што детенцето ги праќа. Бидејќи кога имаме нарушен невроразвој, тогаш однесувањата кај децата ние мора постојано да ги менаџираме. Денес може да биде сосема соодветно однесувањето, но утре од различни други надворешни фактори или биохемиски фактори може да е настаната промена. Тоа мора да се менаџира до крајот на животот. И најважно од се според мене е што родителот секогаш треба да е спремен многу повеќе чекори однапред. Ако јас сакам моето дете на 2-годишна возраст, кој што со невроразвојни предизвици, да го видам да оди на школа без асистент, значи јас треба сега да делувам. Ако сакам јас моето детенце кој што има АДХД, да го видам во еднина да биде возрастен, кој што сам ќе одлучува и нема да биде хаотичен, нема да биде неорганизиран или личност која што е склона на анксиозност и депресија, бидејќи тоа се сите закани на возрастна личност со АДХД, тоа се закани, ги реков, тоа се работи што може да му се случат на личност со АДХД, доколку не се го менаџира своето однесување. Значи, јас доколку не сакам моето детенце како возрастен да го гледам да се справува со анксиозност и депресија, морам тоа сега да го мотивирам на најмала возраст. Значи, родителот работи неколку чекори однапред. Таа ја сметам за една поголема грешка на што често се среќавам со родителите, што се гледа моментално. Не се гледа големата слика, туку се гледа моментално. Родителите често, и тоа воопшто не е за осудување, често сакаат да дадат купена храна која што може би етикетирана како без лактоза, без глутен, но моментот што самата таа храна е обработена и високо процесирана, не ни е во прилог на исхраната која што треба да е тераписка. Многу е подобро тоа да биде оброк кој што е сварен, едноставен, во комбинација со добри масти, добри протеини, добри аглехидрати кои што се безбедни и дозволени за детенцето, отколку да биде нешто што е купено. Тука тоа е момент еден така по Така, резиме на нашиот разговор е дека многу е битна улогата на нутриционистот, доколку сакате да му направите добро на вашето дете кое што има нетипичен развој или има било која од овие состојби АДХД или АДД. Елена, многу малку ни беше и кратко ни беше времето. Јас се трудев што помалку да го потрошам вашето време за да чуеме што повеќе информации од ваша страна, но сигурна сум дека во некоја следна прилика повторно ќе разговараме на темата, бидејќи многу е важно, а имаме многу зголемен број на деца со нетипичен развој. Тоа е точно. Мене ми е искрено драго што ме поканивте да зборуваме за ваква тема, каде што исхраната во денешно време не е толку истакната како еден од битните фактори за менаџирање на ваквите состојби кај децата. И има многу да се зборува, родителите се жедни да слушаат, да се едуцираат. Но сигурно тоа ќе го направиме на следното наше дружење. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас, драго ми беше.